За оној кој длабоко зачекорил во светот на дрогата, враќањето во реалноста представува вистински предизвик и макотрпен процес. Но приказната која следува е доказ дека за да се победи злото кое се јавува во разни форми на наркотици, пресудна е волјата и одлучноста да се истрае на тој пат. 30 на километри од градот Кабадарци, на надморска височина од 660 метри, се наоѓа селото Конопиште. Токму таму, во падините на планината Кожув, е сместен центарот за згрижување и лекување на зависници Нарконон. Во него во моментов престојуваат 11 лица, кои, како и оние кои успешно ги напуштиле вратите на центарот, се надеваат дека за секогаш ќе се ослободат од дрогата. Јас прв пат пробав марихуана во Средно, во Америка живеев, и таму беше многу нормално да се пуши трева и такви работи, да се избега од училиште. И после почнав од радозналост да пробам појаки дроги, како кокаинот, екстазите и се натаму. Таму во Америка? Да. И после, пошто не бев на некој начин способна да се справувам со работите, ми излезе неуба прилика кај што се најдов во ситуација, бев со некои луѓе што земаа хероин. И од почеток јас не сакав да земам, али пошто не знаев како се справам со работите, бев во таква ситуација и се решив и јас да пробам. И така се започна и неколку години земав хероин. Слична е приказната и на 22 годишниот Мислим Дурмишовски од Кичево. По успешната рехабилитација, тој останал да работи во центарот како еден од волонтерите кои несебично ја пружаат својата помош на оние кои поминуваат низ пеколните фази на одвикнување. Табу тема, да се почнува со марихуаната, па се завршува на другите дроги, да, и кај мене беше истиот тој случај, кај што веќе тоа не представува задоволство, па нема врска која дрога ќе исконзумираш, па само да се надокнади задоволството, да се надокнади допаминот, дека не можев да си изнајдам задоволство во нормалниот живот и во нормалните начини на живот, и сето тоа премина во користење на кокаин и до најразлично дрога што можам да најдам, до најразлична супстанца, екстази, амфетамини, сите тие работи. Овие користење на дроги нанесоа доволно штета кај мене, доволно проблеми дома, по 3-4 дена не доаѓање дома, моите загрижени, непреспани ноќи на моите дома. Македонскиот Нарконон е сместен овде, во подножјето на планината Кожув, на 660 метри надморска височина, на свеж и чист воздух, обкружен помеѓу ридови и езеро, кои, како што велат вработените, создаваат околина која што смирува, во која немате стрес и во која лесно може да се фокусирате на вашата рехабилитација. Овој центар постои веќе 15 години, а неговата програма досега успешно ја поминале 168 студенти, како што тука ги нарекуваат лицата кои се на рехабилитација. За успешно завршување на програмата Нарконон потребни се 5 до 7 месеци, велат од центарот. Кај нас тоа е единственото кое што ние не ги лечиме или не ја заменуваме дрогата со еден вид на зависност од друг вид на зависност. Значи не даваме никакви лекарства. Тоа е првенствено. Значи кај нас идат луѓе кои што сакат и се волни да ја направат програмата. Сега за други програми не можам да кажам точно што и како се случува таму, можам да кажам за тука дека е чекор по чекор и е направена на база на истражувања. За безбедноста на центарот се грижи малиот Марти, кучето трагач кое неколку пати на ден го тренираат за да открие доколку некој се обиде да внесе каква било наркотична супстанца во центарот. Тестот пред нашата камера го положи и за само неколку секунди Марти успешно ја пронајде недозволената материја во една од торбите. Но рехабилитацијата не завршува откако ќе се исчисти телото и направат вежбите. Целта на Нарконон програмата е луѓето да останат ослободени од дрога за цел живот.
Сепак упатените велат дека не постои целосна гаранција дека оној кој ја завршил програмата нема никогаш повеќе да и се врати на дрогата. Тоа е нормално да се случува. Постојат одредени поединци кои што се откажуваат на некој дел од програмата. Ова е своеволна програма, значи не е затвор, не е болница, нема решетки, се е од отворен тип. Тука доаѓаат студенти кои што се волни да ја прават програмата. Сега, нормално, има некои студенти кои што имале можеби некои скриени цели или скриени намери, па тие намери и скриени цели причинуваат да има поголеми потешкоти, па најчесто заминуваат. Но секако, има студенти кои што заминуваат од програмата, но вистински волните студенти секогаш завршуваат до крај, бидејќи може да ја надминат секоја потешкотија. Но Теодора и Мислим немаат дилеми дека заслужуваат нов почеток. Уверуваат дека се цврсто решени да и кажат не на дрогата. За секогаш. Воопшто не се плашам за таа тема. Многу се осеќам сигурна во себе си, сега поготово на крајот. Гледам дека ги практикувам вежбите и работите што ги имам научено тука. И сакам да си одам Америка, пошто таму е мојата фамилија. Имам и ќерка, 2 години, таа е во Битола сега со мајка ми. Таа земам ќерка ми да си одеме Америка, ќе си најдам работа, полека ќе почнам да си градам животот. Потполно сигурен дека знам кој начин на живот го живеам сега, знам со кои размислувања, со кои концепти во врска со животот сум сега, кои ми се целите и тие цели немаат ни близко дрога и некаков токсин во нив. Ги елиминирав цигарите од мојот живот, ги елиминирав стимулансите и сите тие мали работи. Едноставно со рехабилитацијата заглавив во едно, можем да си го кажем, подобрување на самиот себе си. Не само што заврши самата рехабилитација, па самите курсеви ме направија константно да си работам над самиот себе си. Видов дека најдобриот проект некогаш што ќе го имаш во животот си ти. Во меѓувреме, бројот на зависници постојано расте и тешко е да се определи точниот број. Од центарот велат дека старосната граница на зависниците се намалува, а загрижува и се поголемиот број млади кои посегнуваат по дрога или алкохол. Алармантно е и тоа што расте појавата на нови лекови, дроги и супстанции кои никогаш порано не биле познати за јавноста, а кои пак, како што велат, прават многу повеќе штета од веќе познатите дроги.